Земи бе, земи, не е проблем, земете. Оти пред мене бе. Не е проблем. Абе ти гитла от тука. Шо се можеш? Ај шет. Не, земи дечко, земи, не е проблем. Земи. Ја ништо онака. Не. Добар ден, се извинувам, една мала анкета правиме. Која личност на вас остави најголем впечаток во минатата година? Па, за мене најголем впечаток, мене ми остави балдазата. И баш сега скоро беше, ми сави братчеда ми и ми кажа дека старејкото и деверот не биле уопште задоволни и дека и јатарвите и золовите почнале да избегаваат исклучиво ради таа работа. А мислам, пред тоа фино се договоривме ние све и со стројниците и со шурунајката и со сватовите дека ќе се работи за мала свадба, а они се бунат дека бовчелуците биле мали, а балдазата уствари цело време беше по страна и уопште не се мешаше у таа цела работа. Види го балдазата? Балдазата, да. Шо преш ти бе? Си седат на трафика. Дома така се иш на трафика? Слушай, да, ајде ми земеш 3 куртона. Или тамо ја имам нешто работа, ако ти е незгодно, кажи дека се за мене, ја ќе потврдам, не е проблем. Кажи бре, мачко. 3 куртона? Еми ти ли ги правиш тие работи, бе? Да. Еми кого не доиш? Quanta limera, senti limera, oh mamma mia, quanta limera. Жива душа неба! Ево овдека, ајде. Ајде, и ко гледам вака го има Боже, че дат по една ракија, после тоа. Добар ден! Добар ден. Се извинувам. Ние сме од телевизија. Аха. Па вака се да ви честитаме нова година и да ни кажете како си поминавте вие. Фала, убаво си поминаме, кај шо е редот. Дома беме до душе, со 2 бишки, едната на маста, другата заспо 11 сата. Ете добро, малаша. Иначе ние правиме една анализа и анкета вака меѓу населенијата што са и да ни кажете што највише ве одбележа у миналата нова година, мислам годината што заминува и оваа новата. Абе, старата година, тебе мајки да заборајме. Битно е у новата година што ќе се дешава. Зашто, што? Еми зошто? Нас ни е битно, ни малку да ојачаме вака као македонци. Македонци знаеш да добие страхопоштовање вака само од себе према други. Дали ме разбираш? Страхопоштовање. Знаеш зошто викам? Тие знаеш ли приказката со турците и македонците? Таму порано што била. Де? И па агата му дошол на македонците, копало на нивата и зелникот оставен таму под дрво и му дошол и му вика: "Чие бе македонче во зелникот?" Вика: "Ами моје, дај го вам, вик, че го олапал", му го олапал зелникот. Целиот зелник? Абе, цел зелник му го олапал. После му вика: "Чие бе воата тук што стое у бардакот?" "Ами моје, дава вам воата, му испил и воата." Целата вода? Абе, дали тоа што му испил воата? После му рекол: "Ние ридот таму горе го гледаш ли?" Го гледам, ага. Сега кркушче ме ноиш на грбот, дури горе до ридот. Аман бе, ага, имам работа. Абе, каква работа кркушче ме ноиш? Го однел дури до горе до ридот. До горе? Абе, до горе го однел на ридот и горе му рекол: "Еве, ака, јас ја сврши мојата работа, донес че се враќам на нивата, покопам уште троа." Не бива така, македонче, му рекол агат. Сега вика, че го ебиш и чотко тук. Аман бе, ага, зема лагат се разпашал цел. Го извел тоа кајшот и кога го заплескал македонците за час, погас, час, абе, лом го направил, лом. И така кога што му надуел и му паднал на македонците кобурата долу. И агата му рекол: "Море македонче, зошто е ваа кобура?"
Ами ага, вика, ебо мајката, лоши времења за зор зама, не? Да, меѓутоа зашто? Па то не мора да биде миста бедисте пример, ние те сме такви. Ама види, ние не сме таква, али ние, ја пак ти повторам, ние мора ваа година да ојачаме, малку и да добиеме страхпоштовање вака сами према другите, ме разбираш? Знај си зошто. Ти гледа го американец, гледа го русот, Србо земи го комшијата тук. Они стално ка прават некоја голема работа, кај ни како вика народот. За ваа работа да направиш треба да имаш муда. А ни како викаме, знаеш? За ваа работа, што треба да направиме, треба да имаме газ. Ајдете сега. Ти текна ли? Да. Добро, фала многу. Ништо, Во ајде, секој пријатно случај, седај, добро. пријатно и среќна нова година. И вас среќна нова година. Ами, слушај, да се напие по нарки, да се напиете, а? Или брзте се, а? Ајде. Бате беля, че ми ја пиете ракијата малку претплата ви плачам. Ајмо, изволте, жижици убоje, изволте! Ајмо, мекици, мерекликици, изволте, петарди оригиналки, изволте, пиратки, изволте овде, молим. Батка, дај бе дидам да си измочаме, а? Седи бе рано още. Ајмо, изволте, научари, убоја, молим, изволте, све се види, сунце се не види, рейба, научари, изволте! Ајмо, изволте, кажи за упалјачи, бе. Упалјачи се. Ајмо, упалјачи, изволте, Јовици Украински дармар, само за 17 денара, комплет, изволте, молим. Ајмо, Ристо Пено за 30 денара, изволте! Од Фуфо има упалјач. Од Фуфо нема ништо, само ше топките останават Фуфо, изволте, молим. А овие колку пари се? Вие се многу убави, видиш вие? Не палата ли 17 денара, многу ефтино комплет дармар Јовици Украински, изволте. Па не палат акумулаторот им издишал. Па че имаме нови после 2 месеца, ако сакаш дојди кога ќе има парламентарни избори, али по 50 динара ќе бидат. Отом, потом. Ајде, Ајде бе, ти немаш пари, бега, ајде. Ајмо, изволте, упалјачи, изволте, Дај бе молим. дидам да си измочам, молим те. Седи рано, ош, кај ќе се мочеш. Јанец, изволте, ти се мочеш. Ајмо, изволте! Гледа, сите имате. Кој пале денес крај ново? Ристо Перов, изволте, шанс за 30 денара. Земи си го да те виде Господ. Колку 30, а? 30 денара, за 30 денара можеш да го имаш Ристо Перов во секој време у джепот, изволте, молим. Фала, со здраве да се служиш, изволте, Дај му молим. уште еден за 30 денара, зашо не Доста му е, доста му е. Слушај, Ристо Пенов, ама да вас страна у Гриновски. Шо е работа? Абе ти у кое време живееш, бе? Ами такви се времените денеска, се менја, се тече, вие денеска може од 2 партија, утре ќе биде од вие. Абе земи си го од кај знаеш утре што бива, ајде. Бре, шо викаш, прав си се Ајде со среќа да се служиш, изволте, молим. Батка, дај бе дидам да си измочам, молим. Абе, какво мочање, седи сега, ја имам некоја работа, работа ти вика, ајде. Ајмо, петарди, упалјачи, изволте! Жижици, изволте! Вицки, Колку сте Изволте. упалјачите? 30 денара, 2 комада. Ќе земеш? Види го како моче оној. Вие блазе си му. Бе, ман, сврши ли некоја работа ти? Сврши па. Каде е крстофорото тук? Го продав. Колку го даде? Понабавна. Ајде! Ајде, оди мочи таму, ајде. Бидна бе више, мајстор. Биднаш. Хајмо, упалјачи, изволте, молим. Хајмо, касети К5, свишки, изволте, молим. Ристо Перов само за 30 денара може да ги имате у джепто секој време, изволте, молим. Сакаш ти еклери, тудуби, баклави и позад сакаш ти, верувај би. Сакаш ти раждичи, кучичи, бачичи, досиш ти, бидичи, ичичи, бечичи,
Ти сакаш пак бежи, сакаш милувања, уствари сакаш да те лежам ја. Ти сакаш пак бежи, сакаш милувања, уствари сакаш да те лежам ја. Де баш ти, свечици, жбикавци, кочници, што ќе ти сиджири, тинтири, битири. Ти сакаш пак бежи, сакаш милувања, уствари сакаш да те лежам ја. Ти сакаш пак бежи, сакаш милувања, а прочем сакаш да те лежам ја. Уствари сакаш да и одак то. Батка, плесни го фаца, бе, не се понашај ко бајага. Можда покасно, чидам сеат да го избочам куќето у парк. Абе, зашо го мочаш у парк? Ја моето стално го мочам пред зграда тука. Па ја неам зграда, треба у двор да го мочам, па одак цвечето ни вене. Абе, кокичи да нешто? Quantini santini mera, tutti furti, frutti tutti furti, quanta limera. Драги гледачи, еве, сега ќе се обидеме да ексклузивно да го прашаме што бе желбата на Тошо новата година. Зашто? Чекаме, маца. Зашто у ресторан, бе, душа? Зашто? Па ти знаеш, Лани, што пара истуривме и со оние. Па тие не можам да ги смислам, мислам. Не ми ги спомиња, Лани, тој си испоначака вамо тамо. Добро, нема вез. Да. Мислам, ако Боже стварно ја за кратко ќе биде само река. Чека малце. Да. Шведска маса. Добро, душо. Абе, има и кај мене, има салати, тоа све не се секира, има француски лежа, имам джакузи, имам све има, да. Добро, да. Па ти знаеш колку Си извинувам, стварно и ексклузивно мисла би било. Што е вашата желба, ако кратко само да биде? Гледаш дека зборам, бе. Да? Да, ти знаеш колку сум нежен после 12, бе, душа. Да, тamo мора да се устручавам од поступци ако бидеме на јавно место и све тоа, да. А зашто да не се дотераш за мене? Зашто? Зашто и ако Си извина- само? Чекај, бе. Зашто? Под везици можеш да обречеш, што има, бе, само ако сме демек на јавно место, само се Ама дотеруваш. мислам, Дашето стварно е драгоцно. Само две реченици, што е вашата желба? Сад чекај, бе, гледаш дека зборам. Да, маче? Добро, драги гледачи, гледате вие, Дашето време е драгоцено овакво. добро. Дашето време е драгоцено, стварно ја немам сат овакво. Што треба? Дали имаш сат? Имам. Со здравие да го носиш. Фала си купиш поубав. Ете, драги гледачи, видовте, това е желбата на Тошо. Идеме ние сега да питаме уште некои други и това. И, драги гледачи, еве тука е еден авантурист на лице Бесто, десовесен. Добро, дели ви е страва вака уживо ние тука да одадите тука десовесто со јавна нужда? Каква нужда, бре, да не гледаш дека на припреми су? Припреми аз за скокалците, гармиш партија, гледай, сега се залетувам. Оп, летам, разбираш. Лево, оп, доскок. Прво место, гарант. Добро, де си избришаш него, хајде това нема везе. Каква ви е желбата, што ви е желбата за удовата година? Каква нова година, бре, треба повечко овакви скокалци да прават за суви тренинзи. И прво место гармиш партија ги сакам да се. Ете, драги гледачи, гледате како има некои несавестни, значи има луѓе кои што само оставаат нешто позади себе, само од кога ќе чучнат. Новата година е карактеристична по тоа што сите деца треба да жвакат мастики убави што се бубле-дубле и тоа и опаковките да не ги бацат зашо еколошки и можда че им требат
и од ова све вака, то се лепи и после тетоважите остануваат, исто и до овата година исто да сите девојки порачувам да си ги депилисат редов да дозете, да не се ги лажат и да не ги варат младичите со други и со трети лица, политичарите исто да ни обогучат убаво и срекно да живееме и да не ни оваквото, и ако некој друг дојде на власт, да не им го земе тој имотот што мисля поштено си го заработиле, исто младичите да не пијат алкохол и да не се дрогират и да користат кондоми кога се одаквото, рибарите да пецат по кило и по две, најмалку без това да не си идат дома и да некако точно така, кога каже колкава риба фатил, па си го ичаш и работо и да оваквото не се това и следна нова година да сита и то. Quanta limera, uira senta la mera. Тоте, ајде купиме Nike, а? Не може Nike, бре, нели сега фармерки земе Левис, јакна, тренерки, Nike. Ха! Тоте, де бе купиме Nike? Море, шо е тоа Nike? Нели по патки ки ни саме? Nike. Ха! Здраво е Билијадо? Еве да нас пали стигнати. Па, еве сите што би да рачуват све. Дајк од Билијадо, Левис од Билијадо. Дајки Левис, дајки Левис, дајк Левис. Ами јас прежа, нели ти рекол да си земи село одеднаш, да не се мајче по 100 пати се враќа. Ти би рече, абе ја имам само 2 елера. Еве ја ти спреми тука цела торбичка, унатре пана е, се е Nike Левис. А еве ти ова празната за кауција. Да чекај, што? Ај, ова све то. Дедо брат, да би земеш уште еден пар Левис оригинал и Nike број 10. Што би она дуват све? Ево ги земи ги вие. Оригинал? Ево ти и Nike. Фала и тоа, јас се дадам, може паче дојдам како ова све, срекна нова година. Ајде, среќна нова година, Сине, што вие здрави. патки да не те убиват, бре. Де бе, тате бе, гледаш убаво ми стоят бе, знаеш ли колко са удобни? Море, ја не знам дали сум јаши шок или воа параченте ми одат патки. Тварно, шо убаво ти стоат, бре, Машко. Па да ја облечиш кај што треба да не се наапку, од место има да ја куцаш. Абе, вие знаеш ли го заборави Дедо Мраз пејџерот? Ало, оператор 131. А една порака за Дедо Мраз. Дојди одма тука, си го заборави пејџерот. Фала. Quanta limera. Шефе, батка, дай бе малце болje да се организираме, молим те, види лудница е надвор. У 5 штрајка ме пушташ со тројца луѓе, ни можам да организирам, ни да контролирам, ни ништо бе. Перо, кај е? Па на боловање, нели? Шо на боловање, бе, он отишол у Белград, там ке Милошевиќ тезга држе. Ќе му кажам ја кај ќе дојде он. Шефе, ти ги пушташ бе, или суспендирај, или баркај, или запослуј нови, шо ја ти правам сега? Де бре, тројца сте 4 штајка, ќе ја наредите работата. Слушај, и ти ја грешиш малце, шефе, ја ти кажам, не се 4, него се 5. И кога закажеш... Доста бе! Може се ја сгршиле малко, ама ти можеш да покриеш се. Ќе отидеш прво пред собранието, на Мавроци, ќе им кажеш 3 збора. Ќе отидеш таму пред владата на тие албанците што беа, ќе им даеш 3 збора. Вамо ќе даеш 3 збора, таксистите ќе запреш, ќе кажеш ќе трчиш тука, ќе ја нареиме. Така ли? Важи бе, шефе, важи 1000. Добар ден! А ние... Добар ден! Добар ден. Тие сте од телевизијата и еве, ја продолжуваме нашата анкета за тоа кој како си победил за новата година и сега се наоѓаме тука у влада и да ве видиме вие со што се занимавате и како победавте годината и дочекот и тоа. Добар ден, ние сме државна агенција што работе на тоа да створиме што повише мир у небрени ситуации. Што значи ние не смееме да дозволиме као што се случува у Белград, Милошевиќ 2 милиони луѓе на 24 сата надвор испаднати, така да ние... Ало, шефе, извини, тоа
За тебе изгледа ова. Че извините малко. Дея без къспет Да? све ова се јавуваат телефон. Батка. Македонска телевизия. Да. Не ме чепкайте днеска, не, стварно, до нова година много е зафанато. Шо? 2300 луѓе! Море! Не може 2300 луѓе, не ли рекоме? 1500 максимум! 5 транспаренти! Ако имаш нещо повечко, ја имам луѓе шо броја таму! Секој транспарент по 500 марки ќе ви наплатам повечко. Башка нема време, се е зафанато! Така е! Така е, разбират, после 15. Добро. Ај ќе ја наредим, ајде. Не е проблем. Море, кај да те ставам, бре? У Ѓорче те ставам. Па кај сакаш се, под 15 нема центар, нема до јуни месец центарот е зафанат. Не може, Ѓорче, кај базето, так сакаш може. Ама таму летос кај многу зафанато, многу се редат. Добро, ајде да говориме, после нова година. Добро, ајде. Се што каже шефот, се е така, да знаете. Добро, ја борав само за да... Ете, драги гледачи, сме имале къспет, тоа дојбе негде, а интервју, а на телефон да се фати некој. Добро, имавте ли уште нешто да кажете? Видите, нашата цел уствари е ние да организираме шо повечко штрајкови на шо повечко места со шо помалку безредие, разбирате. Ние треба така да организираме, тоа ни е целта за идната година и ние мора да го оствариме тия план, инаку буџетот ќе ни ги скрати средствата. Добро, фала многу. Ете, драги гледачи, видовте како нашата агенција тука што се влада се борат да нема штрајкови и токо че има све да биде убиро организирано, а не како што е у Белград овакво. И користиме прилика тука да ви честитаме уште еднаш ова година. Слушај, стварно, ова само за Милошевич да го изфрлиш во... За Милошевич на монтажот тоа Те може да берите се... кај ли, ние сме професионалци. Добро. Да ти се позлатат ракавите, домакине. Како влеготе вие? Брат, отворена била изгледа, синоќи сум ја заборавил. Отворена, видете, ние сме од телевизија. За нова година, дали имате некоја желба? Да ви испуниме? Шо желба, кај не знаеш како викат? Првиот ден кажа че затераш у годината, така ќе оде сите. Јас затоа многу работлив сум тука. Не гледам тама у комшиите уши од Сабајле комар фрлат. Кој знае како ќе одие. Инаку шо желба, ние сме земјоделието, знаеш како ти е кај нас тука. Час имаш, час немаш. Ваа година да биде како милната, да има повечко да роди, воа да роди, рубироза да имаме за прскање, осмоза, симбиоза, тоа све да функционираш. Браво! Све тоа да може да функционира. И вака што е, видиш снего убаво за пролетната реколта што ќе биде све, да може да потера, убаво да биде, не, лани и пино силвестрото многу убаво роди и оваквото млеко, кравите млеко да дават повечко, да не тука шо има ние тука од словениците горе да увезуиме, ние многу убави сме тука и Лозарово стари источарството, сите гранки ни се друго. Друго што е вака поопшто што е децата вошки да немат. Оти знаеш како тие вошките са војна? Ние некиме војна, мир сакаме да има, оти шо, тука со кој се караме тука ние? Ми тоа е. Друго што е вака покарактеристично нешто, не знам што да кажам. Не сум многу учен човек, јас едно средно што имам завршено така вечерно што беше и тоа е. Инаку, гледате како ни е нас тука у селото. Час имаш, час немаш, не сакам да бидам така неконстантен и мора да таквото што се извинувам. Телефон, драги гледачи. Ало? Ало, господине Блажо, вие ли сте? Јас у прием. Што работите? Еве у дворот прием. Ние се јавуваме од Министерството. Да, прием. Имаме еден многу голем проблем. Знам прием, еве јас тука интервју давам за телевизијата. Значи можете веднаш да дојдете од ново изнорт работата. А за шо се работе? Министар му измрзнаа нозете. Еми што не го намачкате со нафта, он изгледа се одвикнал. Ја не знам што треба да направиме, затоа сакаме вие да дојдете. Бидете така. Ич не ги бива, јас се извинувам вака што ќе мора да прекинеме. Само момент. Ало? Да. Ај сега ќе пратам двајца со мотокултиватори таму да видат за што се работе. Добро, ве чекаме. Ајде, и ставите една топла ракија, може јас ќе доам. Пријатно. Драги гледачи, гледате. Јас се извинувам вака, мислам дека во доволно ќе биде. Јас сега влезете на домачинката ќе ја послуже. Јас знаете како е, служба си е служба, дружба си е дружба. Пријатно. Благодариме. Срекна нова година. Фала и на вам. Фала, благодариме. Santirimena
Почитувани гледачи, ја продолжуваме наша вечерашна емисија во која што на нашата специјална вечерашна тема имаме нормални специјални гости за кои што сметам дека не треба воопшто посебно да ги представуваме, бидејќи се работи за толку еминентни стручњаци во својата област, нашите најпознати стручњаци за економија и финансии, кои што со своето досегашно работење многу се докажале не само во нашата земја, туку и надвор од неа, имаат издадено и публицирано своји дела, во кои што на повеќе начини го имаат докажано и забележано своето досегашно залагање на полето на економијата и финансиите, за што имаат постигнато и добиено големи признанија кај нас и во светот, нели? Меѓутоа да не должам да одиме со конкретните прашања. Што мислите вие за овој проблем? Па видите, имате право. Тоа за поголемиот број на нестручни лица, што јас ќе ми дозволите малку вулгарно би се изразил, би ги нарекол лаици, тоа е проблем. Меѓутоа фактичката ситуација кажува нешто сосема друго. Видите, јас мислам дека, а верувам ќе се сложи мојот колега со мене, дека нашата меѓународна политика во сите институции допринесе за еден континуиран развој на нашата млада демократска држава, и тоа како од аспекти на внатрешната благосостојба, така и од аспекти на учеството на нашите тела во сите најголеми светски, европски, азиски, источно-фризиски, ментафонски фондации, што се секако нели ќе се сложите со мене резултат на нашата фактичка дипломатска активност. Добро, тоа е за надворешната политика. Дали би се осврнале малку на економските прашања внатре и ситуацијата во нашето стопанство, што се однесува до економијата и финансиите? Да, видите, јас не би ги абстрахирал едно од друго. Економија, политика, надворешна политика, тоа се поврзани сегменти. Мислам дека, би го спомнал само неодамнешниот неповратен кредит од 10 милиарди долари, кој што многу поволно и позитивно делува на најсуттилните сегменти во развој на нашата економска политика. Ние имаме прекрасна економска програма. Мислам, нашата најнова економска програма има некои нови сегменти кои што на некој начин се разликуваат од минатогодишната програма. Квалитативен скок се очекува. Ги донесовме сите закони, очекувам една општа благосостојба. Мислам дека сите веќе ги гледаме резултатите од таа. Да, најголемиот дел го делат вашето мислење, и јас сега би сакала, би замолила од режијата да пуштиме еден прилог што го подготвивме овие денови. Се извинувам, правиме една мала анкета. Дали е точно дека вие како представник на голем број истомисленици ваши го делите мислењето дека во нашата држава се води правилна и многу добра економска политика? Да. Ете, тоа беше нашата анкета, односно проследивме еден дел од поголемиот број случајно избрани истомисленици. Би ве молел за вашето мислење. Се извинувам само ако може да се надоврзам да мојот колега. Јас тука би ги спомнал, сепак извинете, вака мисла малку што ќе си дам за слобода. Јас тука би ги спомнал и двата помали кредита. Едниот од 650 милиони, другиот од 860 милиони еки, кои што се веќе инвестирани во малите и средни предпријатија, и со тоа автоматскиот и технолошки развој. Јас мислам дека вие, колега, бевте малку скромен кога рековте дека е тоа квалитативен скок. Јас тоа би го нарекол квалитативен троскок, меѓутоа да не одигувачуваме. А каде се тука овие неповратните средства? Каде е тука инвестициите на паре? Каде се инвестициите на баре? И каде е мислам се ова што е? Па вие мислам стварно јас се возбудувам кога ќе би текне само како овакво кој ќе ме сретнат и кој ми викаат тоа ми беше добро, ова ми беше добро, и стварно и мислам дека со оваа програма конечно и ќе може да се продолжи и тие што условно речено неразвиени сектори што ни се ваквото да биде све дошала. Нашето време измина, јас ви благодарам што бевте вечерва наши гости, на општо задоволство на нашиот широк гледачки аудиториум,
и се надевам дека во некоја следна прилика ќе имаме можност повторно да ги одбележиме вашите нови позитивни резултати. Благодарам и во името на нашата телевизија, пријатно. Добро, беше задоволство. Hvala. Guantalimera, sentilimera, o mamma mia, Guantalimera. Се зборува дека не сте биле на дочек на новата година. Заради што? И заради високата цена што моравме да ја платиме заради процесите на транзиција. За вас, господине Бајрам, едно математичко прашање. Ако еден компир чини 5 денари, колку пари чинат 5 компира? Еден према 5 и единка да победи меѓу 5-те, кога ќе земеме просек некоја разлика. Дали е точно дека нова година сте славеле во Силекс? No comment. А дали сте славеле со Фрчковски? Смешно прашање, се извинувам. Дали е точно дека министрот Фрчковски болувал од некои детски болести и заради тоа има непријатности? Тој се опорави после оние непријатности, работи во полн капацитет и тоа е добро за Република Македонија, за незината стабилност. Во минатата година фотелите во владата во некои моменти се покажаа како неудобни, зарем не? Моментите кои доаѓаат ќе бидат подобри и поудобни за сите во наредниот период. Какво беше расположението за новата година? Чекај за нашето партиски звено. 2 пута X еднакво на 6. Колку е X? Што мислите вие? Шепни ми малку. Шепни ми малку, викал. Дали е точно дека вие во последно време личите на Оливер Млакар? Не би можел да кажам. Може би во некоја друга прилика, денес не можам да кажам. Како гледате на тоа дека орото знаете да го играте само вие и неколкумина на вас блиски во владата? Некои работи не се јасни, најчесто недоволно ние ги објаснуваме. Меѓутоа, пак е кривицата наша. Дали постои во светот воопшто некој што може да ве загрози вас? Не гледам некоја посебна личност дека остави посебно обележje во оваа година. А што е неопходно да се смени во новата година? Ние треба да се менјаме. Таташа од трето, уствари де. Абе како беше? Те добра со коњари, има долги бркови, уши као радари, торба полна дарови, де добра со коњари. Доси рейба цикери, шипка јакни ефтини, боже и со чекови. Патка, ви се, дедо мраз од коњари, пич не плаќа царини, не се проблем дозволи, нуди цели шлепери, мисиркини батаци. Хеј, те добра со коњари, те добра, злато мое, љубов неверна, не може без тебе јас за нова година. Те добра, злато мое, жива превара, сал не моташ како сакаш, пак не заеба. Земјата ја вртат чудни шлепери, пилјари и бизнисмени, шалабајзери. Тревата ја пасат само волови, рогови им набите до мраз од коњари. Бојс, фала ти многу, а саби тип и извини. Tako je vam, najšo mrazam kad ne možeš zapeješ na majčin jazik. Te to mraz od konjari, ajle se iskurnazi, prima samo dolari, koga deli darovi,
Дедо Мраз од конјари. Дедо Мраз од конјари. Дедо Мраз, злато мое, љубов неверна, не може без тебе јас за нова година. Дедо Мраз, злато мое, жива превара, сал ме моташ како сакаш, пак не заева. Земјата ја вртат чуди шлепери, пилјари, бизнисмени, шалабајзери. Тревата ја пасат само волови, рогови им да би Дедо Мраз од